Марија и Стојан Димкови имаа заедничка животна судбина предодредени од Бога. Во ист ден, иста дата и иста година во селото Пожарско, во земјата македонска беа родени, заедно како деца растеа, судбината бегалскија со своји очи ја видоа, до ден денешен не ја заборавија. 1947 господово лето, на сам ден на Нова година, како 7-годишни деца присилно со нивните родители ноќта од Пожарско заминаа. Ни се замрзнати од снег, на кој качени, добро поле го префрлија, на парчето слободна македонска земја стапнаа. Мугрите во една овчарска колиба ги дочекаа. Утрото во градешница ги огреа. Градиштанци многу детите семејства на Димкови и Николови ги прибраа. Овој пернет по бегањето од село Пожарско. Татко ми го зема тука во Македонија. И покрај овој инструмент, што беше любител на песни на ора, неговите синови, покрај него ги обучени свират на повеќе инструменти. Му беше голема желба и се научија многу ора и песни и кои беа презентирани во нашата држава. Овој кларнет големо значење за фамилијата Димкови, кој Трајко Димков, покрај се што забрави тамо, да не земе покрутнина од куќите, но да не се него. Наредбата од југословенските власти набрзо стаса. Егејците да се раселат, да не останат топтан собрани на едно место. Наредбата беше извршна. Николови најправил во Скочивир ги отераа. Во скочивирските кујчи, како кираџи живееа. Во Скочивир, наместо куќа да закуќи Трајко Николов, таткото на Марија, а Танаса првото негово синче во скочивирските селски гробишта го погребаа. На Димкови градско место и најдоа во Крушево ги заселија. Дури едниот вол Джевгар Трајко Димков си го продаде, некој осмак ченкарно брасно да купи, семејството да си го прехрани. Јас сум Стојан Димков од Пожарско. Ми кажи. Така, тука 48 година. А во Крушево од Пожарско, Градешница, Крушево открива Камадио. Тука сакам да се биде место, кај се дојде Чекај сега. Имам слушано, јас сум през 5 роден. Во летовалиштето бевте? Не, ние од тук, од Крушево, не однесо во Гаково и Одина. Не бевте овде престои. Кај беше Како бевме 3 месеца бевме. 3 месеца. Да. Па види, тука сме били во тоа место, јас така. Тоа со тоа време дете? Да, јас бев дете од 6 години, така. А сегато со мојот пријател па да направиме на емисија.
помина долго време, пристигна нова наредба. Бегалците се многубројни, зулум голем може да направат, подитно да се раселат. На Трајко Николов најпрвен парето му се падна, одскочивир со семејството во Пилевско Белополе да замини и таму долго време не остана. Набрзо со товарен воз, далеку во српска земја, во Џаковското недогледно поле, Николови и Димкови ги отераа. Кога стасовме во Ѓаково, во туѓи празни кујчи не распоредија, на татко ми му дадоа еден голем, ама многу широк дрвен кревет, еден шифонјер, количка, машина за шиење од марката Сингерица и еден камен за рачно мелење на царевка. Дворот беше многу голем. Во дворот се наоѓаше бударот со геран. Водата не беше за пиење, неја ја користевме за вадење на бавчата и за перење. Вода за пиење леевме од бунарот кој се наоѓаше насред селото во кој беше закачена пумпа. Секој ден ред се чекаше. Долга врвулица од деца секое утро се создаваше вода да напомниме. Кога дојдовме во Ѓаково, секое семејство доби и по 2 декари земја. Сета сопченка ја насадивме. Пустињето расташе многу високо, по 2-3 кочени вајкаше. Дворот ни беше многу голем. Во него садевме пиперки, патлиџани, лук, кромит, компири. Се што ќе клајзе в земја, сето никнуваше. Набрзо ни поделија бонови со кои купувавме масло за јадење, сол, шеќер и други дрангулии од кооперацијата. Во куќата што ни ја доделија живееа и Вујко и Петре, со еден збор куќата беше полна. Се сеќавам како денес да беше прашливиот пат кој врвеше покрај нашата куќа, Енвер Оџа се викаше. Наинтересно ми беше недогледното поле, нигде риче да видиш, сето равно беше како теција и изгревањето и заоѓањето на сонцето. Од земја изгреваше и в земја заоѓаше. Лебот го носеа со камиони, сиот нареден во големи лебарски тави. Лебот го делеа по мера. Половина леб добиваа работниците, а по четвртина на децата и легачите, така ги вика оние кои не одеа на работа, им даваа. Никогаш не одбивав што се однесува до лебот за да го земам, оти така малку бев посита од другите, оти откако ќе го земев лебот, додека си појдам до дома, залче по залче, рече си мојот дел, сиот си го изедував. Мајка ми многу ме караше, ама татко ми секогаш и велеше на мајка ми, не карај го Софио чупето, не гледаш дека тоа си расте? Си расте како фиданка на наша очвешнана, подпомдилана, во куќина наша, во селоно наше, во Пожарско, раскажуваше Марија Димова. Ѓавато неколку бебина се родија, а и многумина се отидоа кај Бога, но во Ѓаково станав прваче. Учителот ми се викаше Владо. Во прво одделение возраста на децата беше различен, од 7 до 15 на години. Во Ѓаково завршив и второ одделение. Набрзо се преселивме во друга куќа, која беше поубава од преходната, таа беше на 2 ката, продолжи да раскажува Марија Динкова. Есента 1951 година од властите дојде нова наредба, кој сака може да се врати до Македонија. Како дете се сеќавам како татко ми и мајка ми се израдуваа, велејќи си, ете, ќе си одиме во Македонија, ќе бидеме поблизу до Пожарско.
2 недели пред 29 ноември се качивме во возот, ама не товарен, туку во патнички и по 10 дена стасавме во Македонија, во градот Штип. Најпрво не сместија во касарната. Во Штип се градеше голема фабрика. Еден ден во касарната дојде еден градски чиновник, ги собра мажите од по секое семејство и им кажа кој сака може да остане во Штип, кој не сака ќе биде распореден во други градови и села во Македонија. Моите решија да останат во Штип. Во касарната живеевме неколку месеци. Подосна се преселивме во ново живеалиште и исто во Штип. Мој нов дом беше работничката зграда на Штипската ливница. Нашето преселување од град во град, од село во село не престануваше. Од Штип судбината не однесе во Пилепското село Старо Лагово. Кога се преселивме во Старо Лагово, се сместивме кај семејството на Павлета и Славка Вртановски, кои беа едни од најбогатите во селото. Тие ја имаа најубавата земја во околината на која садаја тутун. Има и голема куќа во селото во која престојуваа летно време и уште една поубава во Прилеп, каде што живеа преку зимата. Моментално мислам дека сум пред куќата, кај што живеевме, колку се сеќавам. Макар што е изменето местото, но сакам таму пред куќата да ви ја раскажам така. Седевме во трлото, тие имаа 100 глави овци, има двајца овчари, син и татко. Еднаш не ми подаде едно тенџере млеко. Да речи, дајте бе, Трајко на вие децата, сварите едно млекце. И овчарите што беа муслимани. Не се сеќавам како се вика, само знам дека преку трлото ќе излезеше човекот постариот, син и татко беа. Ќе му речеше на баба ми: мајче, земи го вам лекцето, свари го, ма да не ме види Павле, отиќе ми истера од работа. Некојаш пресно сиженци ќе ни подадеше, а Павле не. Павле ќе вареше граф на овчарите, масло од кајнески тури во граво. Тој не донесува масло. Ние сакаа сестра ми рис, како се роди Менка. Леле, Софија, што ќе ги правиш овие деца сега, како ќе ги раниш? И мајка ми, како ги дал Господ така? Ами да ни ја даеш риска, ма риска веќе 6 години. Мори, како Славки да ти го дадам, вика, Господ ми го дава, баба ми, Бог да ја прости. Не, Славки, ние децата не ги двоиме. Как ги дал Господ, така ќе си изгледаме. И таа, дојде есента, останавме тука есента и не зедоа на Гроздобер во градот, на лозија таму. И таму нас собрани роднини пријатели, гроздјето го берат и нас не зедоа со сестра ми. Јас 12, таа 6 години. И ни дадоа кошничка да береме грозди. Береме цел ден, се трудиме да не карат, да не речат оти, не работат с џабе целој ден. И на крајот ми вели Павле: ајде Марена, бери си за дома грози. И јас зедов кај што имаше поба и лозанки, си набрав, си го наполнив кошничето, не беше голема кошница. Кога дојде Славка и кога ме види, видија ти нејзе, си го обрала на јубото грози, не ти е срам. Ми е крабна кошничката, испри го кошом, ми трпна другиот кош, што е за вино, и даде. И ќе требаше да спиеме кајник. Ама риска се исплаши да не ни ја земат, сестра ми, и кој рече, ќе плачи. Не икем тука да седам, не икем тука да спијам. Ако утрата ми послал бели чаршафи, ние тука немавме бели чаршафи, та бели чаршафи на крај веди друго. Не риска, кој рече, сакам дома. Мораше човекот да не донесе на полнок тука со чезата, чеза имаш. И кога не донесе тука, темно беше, татко ми се разбуди, оти бе деца си дојдовте, ми риска плачеше.
Донесовте грозија. И кам да видам како е да пробам. И во темното вели шо е ова грозија. И грозија ми не укиселува никако. Јас му велам ми Славка ми го испири во кошо, ми даде друго од она што е за вино. И тој тогаш така рече, арам да му е. Па и уште сакат и дете да му дадам, вика. Они не дават една кошница грозија, а јас дете да му дадам. Нека ми прости Господ. Такви беа, така. И сега јас кога дојдов тука, почнав на училиште да одам. И тука, кога дојдов јас од Штип, во Штип беа многу наконтени уште од секогаш, се такви штипјани, дотерани, спеглани, свирцани. Уштиркани дечиња имаше со фустанчиња штиркани, со машнички сите. Кога дојдов тука, како јас така и дечињата. Тука немаше разлика и учител не двоеше. И сега почнавме да учиме тука и дојде, а пошто бевме изгледа 4 паралелки, од прво до четврто, толку дечиња имаше. И дојде дено за пеење, час по пеење и ми вели, ајде Марија ти да кажеш една песна. И јас се застранив малку, ама се наредба, од учително можеш да пееш. И ми текна и станав му испев една штипска песна. Марика се наба спанала. Не запамал. Марика ба се фанала со 3 турци јамболци, морето да го преплива, ама нама за 6 ми жолтици. Морето да го преплива, ама нама за 6 ми жолтици. Мајка Марика учеше, немој Марике не чини. Немој Марике не чини, аман, море е долго широко. Море е долго широко, аман, ќе ми се маре удавиш. Марика мајка не слуша, па се фрлила да плива. Пливала Мара, пливала, аман, дошла до крај на морето. Пливала Мара, пливала, аман, дошла до крај на морето. Мајчице, мила мајчице, каде си сега да дојдиш? Платното да го дофрлиш, аман, од море да ме извадиш. Платното да го префрлиш, аман, од море да ме извадиш. И тогаш учителот Стојан ме погали по косата и ме бакна в чело и ми вика: браво Марија, браво, јас целата се требав да не сгрешам. Ете, таа песна му испев од каде ја знам, од Штип ја знаев таа песна. После 60 години ми се исполни желбата да се вратам во селово, да видам кај сме живееле и овде ги запознав новите пријатели. И многу ми е драго што овие луѓе се питоми. Иако се од муслиманска исповед, овие луѓе се луѓе. Нека ми прости Господ за Славка што го реков тоа, ама мислам дека им благодарам на луѓето за приемот, за водичката ладна и за насмевката. Сега да ми кажете како се викате? Ja, Muharrem, Pašovski Muharrem. Така, а вие? Джејлан Пашовски. Така. Илмија Пашовски. Оставете со здравје. Zdravje, povrlite babo. Да ви бацам рака. Tako je.
што ме помогнавте малку за муабето и што ме поддржавте во оно што мислите јас дека така е, да не бидам само јас крива. Ајде и соприва. Ајде, Останем со здравје, речем патот. да сте ми здрави живи. Господи ви Повелете даде па здравје. дојдете. Ќе дојдеме, ништо че Ајде, не мине тука. Дојдете, тука сме. Ајде, да ти дај Господ дечиња, Хала, хала. да те дарува со дечиња. Ајде, На секому Господ. ајде бидете здрави живи. Остане со здравје да се видиме со Господ напред. Да живи здрави. Дојдете пак. Со лајбите со Господ напред, баш не беше мило, Истина. што имате добро срце, добра душа. Татко ми секој ден на велосипед одеше на работа во Прилеп. Беше голем мајстор за џидање, од порачки не можеше глада да дигне. Без да знаеме, тој бараше да ни купи кујче во Прилеп. На денот на Републиката, 29 ноември, си ја собравме по куќнината и се преселивме во Прилеп, во населбата Тризла, се сместивме во една голема одаја, во една барака. Набрзо татко ми ја прегради големата одаја и така добивме дури 3 помали одајчина. На влезната врата направи настрешница и така делот од бараката во која живеевме заличи на кујча. Добар ден. Добар ден, повелете. Како сте? Здраво, јас сум Билјана. Живо, како сте? Добар ден, здраво, Билјана. Јас се меѓу Да, Милонија. Него драго. Татко, Стојан, и татко и браќа. Аха. Јас не знај дека во Егејска Македонија има крстен, на чешко на бил татко. И не знаат, тука знаеш дека се интересува дека многу луѓе не знаат егејците. Некои егејци се кријат да не се кажат егејци. Некои со гордост се кажат егејци. Ами ние сме горди македонци од Егејска Македонија. И затоа сме тука веќе 11 години и се сакаме и ова наша земја и таму се Како апсолутно. ви Сите македонци се наши. Добро е, добро се работи. И Добро сме, добро сме. како, денеска е пазар, има Ави. Ојче уште така времево е топло и така се работи. Ави, може работа, може работа. Тоа е најбитно, да. Битно е да сте здрави и живи, Така и се всички си дојде на своје место. Сигурно. Се ближеше крајот на учебната година. Таа година го завршив нижото основно образование, 4-тото одделение. Дојде денот кога требаше да одиме на екскурзија. Моите неоти не сакаа да ме пуштат, арнама расадот стаса, нивата беше изорана, тутунот мораше да се насади. Многу ми одеше пеењето. Ние на приредба во училиштето во кое учев не почнуваше без мене. Тоа го забележа директорот. Вечерта, кога си дојдовме од нива, во нашиот дом дојде директорот на училиштето. Трајко, знам дека со ова тутунов сите ние не можеме глава да кренеме. Ете, јас се закатанив и ова година тутун садам. Дојден сум да ми ја пуштиш, Марија, да дојде утре на екскурзија, ништо нема да платиш за екскурзијата. Знаеш, таа многу убаво пее, па имаме приредба горе во Давница, во програмата е ставена и Марија, ќе ни испее неколку песни од твојот крај, му рече. Кога го слушна ова, татко ми се расплака. Пуста нека остане судбината моја, пуст нека остане тутунот, што Марија моја ќе пее песни од моја Новопозарско, тебе, директоре, не ти преправам. Марија, черко, оди да се спастриш, мајка ти нека ми те подотера, утре ќе одиш на екскурзија, немој да ме посрамотиш, ми рече. Утредента,
Рано во зорите директорот дојде по мене. Со неговиот велосипед ме однесе на зборното место. На приредбата во Дамница беа дојдени сите големци од градот. На крајот на приредбата, учителката која ме учеше ме повика и ми рече: Марие, директорот те бара. Откако добро ме подспастри, заедно со неј отидовме кај директорот, а таму околу него собрани беа сите даскали и сите големци од градот. Пред насобраните даскали и градски големци им испеав неколку песни, на крајот ја испеав и песната "Попат одам запад прашам, кој пат води за Мариово", затоа што директорот оваа песна многу ја сакаше, оти беше попотекло од целата Мариовски. Во тоа време учебната година завршуваше за Довден. На приредбата во чест на учениците кои го завршуваа нижото основно образование беше дојден по еден родител. По покана од директорот на приредбата дојде татко ми, мајка ми и сите сестри. Многу ми одеше сколијата. Татко ми многу сакаше да ме пушти да учам, ама во тоа време девојчината не ги пуштаа да одат на сколија во поголемите разреди, оти бевме замомени за да не се стори некој резил. Такви беа времињата и со тоа мојата сколија заврши, се присети на незините училишни денови Марија Динкова. Овде корно да го почне. Во Прилеп. На колку години? На 16. 16, а? До 18. Со твоите другарки, а? Моите другарки. Маре, Стевка, другата Стевка, Света, Трајанка. За жал, дали имам што две живи. Тие од каде беа? Исто Прилепчанки? Тука бе, од Прилеп. Од Тризла. Во мое време, богатството не се мереше кој колку пари има спечалено, туку кој колку деца има народено. Во тоа време се роди мојата сестра Левтерија. Се се сторивме 6 сестри. Освен сестра ми Левтерија, која беше бебе, другите сите бевме на возраст за да можеме колче враце да држиме, ем тутун да садиме, ем со мотичето да го копаме, ем неброени низи тутун да нижиме. Годините кои врвеа се погодија за тутунот. Не беа ниту многу сушни, ниту многу врнежливи. Пркнавме ем со паричка, ем нашиот живот заличи на градски, иако беше далеко од градски. Другата година пак тутун насадивме, ама овој пат 2 ниви повеќе од ласките. Пустињето големо невреме фати, градот сиот го столчи, ама таа година тутунот многу се бараше. Татко ми, мајка ми саде се тувкаа. Велеше татко ми, ги сурдисавме девојчинава, динар скрше нема да се земе. Што ќе правиме, што ќе чиниме? Ова пустињава само тутун рајка. Си грешив што со пченичка не си го посеав нипчето, барем за лебец немаше да страдаме, и велеше татко ми на мајка ми. Не бери гајле до мајчине мој, ич да не бериш. Како Господ нема никој, тој сполај му, нему саде од озгора гледа. Ке видиш, ќе ни помогне, отечеше мајка ми, татко ми. Еден ден, кај нас дојде контролот. О, Трајко бре, тука си или не си, му подвика на татко ми. Дома сум, дома, оддалеку му подвик на татко ми на контролот. Што арно ми носиш? Пак го праша. Саде арнини, море Трајко, саде арнини. Уба проценка комисијата ти го процени тутунон, оној градосанион. Еве овде подпиши и земисија потврдава. Туку да ми ти кажам, има наредба од комбинатот, сиот тутун ова година, да се собере и убајот, и не убајот, и градосаниот, дури и колтукот.
се ќе се откупи и требаат пари на државава, ама и народецов ќе се опари изгледа оваа година, го охрабри контролот татко ми. И на вистина таа година толку пари зедовме, колку сите 3-4 години претходно. Продолжи да раскажува Марија Динкова. Една вечер, додека ја раскренував софрата, дочув како татко ми Трајко и вели на мајка ми Софија: Софије, домајчико моја, што велише на убав куќа во Прилепов да си купиме и ние градски луѓе да се сториме, децава градски живот да видат. Ами Трајко, како ти ќе речеш домајчин мој? Ти знаеш, јас никогаш не сум ти преправила, па ниту сега ќе ти преправам, му рече мајка ми Софија на татко. На Свети Танасий Зимен, 1958 година, на нашата куќна слава нагласи дојде тетка ми Неда, помалата сестра на мајка ми. Тетка ми, татко ми ја почитуваше како родена сестра, па така на милост си ја викаше Дотка. После вечерата, како и секогаш, започнаа домаќинските муабети, исполнети со вознички и со некоја соуза. Тетка ми Неда му кажа на татко ми дека со парите што ги има спечалено со тетин ми, решиле куќе да купат во Прилепов. Во тоа време, турците на големо се заминуваа за Турција и ги продаваа куќите. Татко ми не бенди се никоја. Малку табијетлија беше, не сакаше што годе да земе. Следниот ден, со возот со тетка ми Неда заедно заминаа за Битола. Неда на мајке ми и ја кажа убавата вест. Како сега се сеќавам, како и велеше: Дотко, пазаривме на турска куќа и оставивме капар. Колку пари е куќата, Дотко? Пак праша мајка ми. 900.000, одговори тетка ми. Многу е скапа, викна мајка ми. Не е скапа, оти има и многу место, а и не е многу стара. Има 2 ода и долу, 2 ода и горе и голем чардак, ама има и гондила, а и место има дека и пол, сето е заградено со камена ограда. Ама ли, Софије, куќата ја купивме за 3 фамилии. Во 1958 година се роди и седмата сестричка. Кумата која беше од Позарско на мојата седна сестричка име и даде. Кумата рече дека ќе се вика Летка. Продолжи да раскажува Марија Динкова. Годината 1958, така да речам, беше посебна година за мене. Наполних 16 години, се замомив, што се вели. Во тоа време сите одеа аргати во монополот. Кога бев слободна и јас одев, иако татко ми не се согласуваше. Скришум одев во монополот. За еден месец заработив 6.000 динари, 2 пати повеќе од платата на татко ми. Кога монополот ми ги исплати парите, направив една итрина, знаејќи дека ако му ги дадам сите пари на татко ми, ниту мангар нема да видам. Таман ги зедов парите, си отидов в чаршија и си изнакупив се што си сака. Тогаш за прв пат си дозволив да си купам мокасинки, си купив тенки чорапи, джемпер, многу убава бела блуза со француско каре, па и што за здолниште. Сето тоа го сокрив во скелето меѓу низите тутун. Подоцна штов под годнесто кај Санија, која беше шнајдерка. Набрзо ми дозволија да одам на игранка во Соколаната, една по една ги редеше приказните Марија Динкова. Годината 1959 година беше година која, така да речем, беше најубавата во мојот живот, што дотогаш го имав поминато. Са бајлината додека беревме тутун во мазучиште, тутунот беше монополски.
се редеа песни, пеа сите, пеев и јас. Кога завршиме со утринската берба и откако ги качивме полните кошови во тракторската приколица, ме викна бригадирот. Слушај, Марие, оди дома, спасри се и веднаш да одиш во радио Прилеп. Ке го побараш Гога Зафиловски. Веднаш отидов. Од радиото ми порача да одберам неколку песни. И се вратив дома, му кажав на татко ми. Тој не сакаше ниту да чуе. По неколку дневно натегање, сепак попушти ми дозволи. Првите песни кои ги снимив за радио Прилеп беа Кирилјано вино продава и јас си појду град Битола. Потоа ја снимив и болен ми лежи млад Стојан. В 1959-то се роди мојата сестра Донка. Се нас во семејството се сторивме 11 души. Мајка ми знаеше да шие. Сенгерицата која ја донесов на Џаково, по незините раце предеше како мацор смиткан по некоја сенка, демничи некој рак да зграбчи. Месењето леп, правењето ручек беше моја секојдневна работа. Зимницата се да јас ја подготвував, татко ми се да во мене имаше доверба. Куќата наша секогаш беше полна со живот. Тоа по некој пат татко ми толку го понесуваше, што ја земаше тамбурата, која си ја направи сам, ќе седнеше на железниот кревет, ќе почнеше да свири и да пее. Мајка ми ќе седнеше до него, па заедно ќе се редеа од нивните песни, раскажуваше Марија Димкова. 1960 година го скалапивме тутунот, го предадовме, ги зедовме парите. Татко ми, мајка ми на голема се спрема до почетокот на пролета да си се вселиме во нашата куќа што си ја купивме во Битола. Дојде и тој ден, како денеска да беше, се сеќавам на датумот. Тоа беше 18 март. Татко ми дотера еден голем камион. Сите работи ги товаривме. Пред тргнување, татко ми донесе и сликар. Се сликавме за спомен. Тргнавме за Битола. Кога стасавме во Битола, наместо да се радуваме, сите тагувавме. Што ќе видиме, нашиот дел од куќата беше половина паднат. Делот од куќата на Вујко ми Петре беше читав. Абре Петре, што е со дело мој од куќава? Вака ли се договоривме? Кога ти ги давав парите, налутено го прашал Вујко ми, татко ми. Абре Трајко, не знаев дека средниот зид од куќава твоја бил заеднички со соседом. Тој туркајќи го неговиот дел од старата куќа, за да се направи нова, го турна и твојо. Стостори викање, карање, не бе братче, не сакаше да чуе, ми покажа тапија, дојдоа со милиција, се витоса, сето се батали. Туку ич не му се секирај, како нова ќе направиме, јас и на тоа мислев. За еден месец нашата куќа навистина беше поубава од викоата. Кога се преселивме во Битола, во нашата висичка куќа, си купивме прасиња, кокошки, се ги чувавме и раневме. Животот ни стана полесен, отием работевме на држана работа, а тутуно не стануваше топтан. Јас сум од Софија, Чупето. Од Софија, памтите Софија? Софија. Трајко и Софија. Јас сум тоа шофер. Да, ме позна. Идеш и кај нас. Така, со мајка ми живееш. Со свекрва ми многу живееше. Која ти беше свекрва? Крста, не знаеш. Крста, како не ја знам крста. Здраво живо. Може знае, под битка на ваша беше одеше. Здраво живо. Здраве. Марето. Ја да те слушам на радио, на телевизија. Сака здраво Не живот. слушаш, а? Не слушаш, а? Како ти беше глас, Елице, знам, Елице го плетеше. Набавка го плетеше.
Da, komšini bela. Уште плеки. Ideš ne bolni, da ne snimaj, ne? Фала, Душо, фала. Bolni se ti to čapani. Da mi iskriješ rekaš reko pesma. Да ви спеам песна. Не е моментот за песна. Ајде. Така, да знаете, ти овде живееш. Сега с Осман je. Сега видна тука, место да си го видат. Или кај Ѓорѓи, ојте. Не, тука е Ѓорѓи ќе влезе. Во старата куќа. Ајде, старата куќа Кленовец. Тука беше с дедо. Ова е куќа. Од левата страна. Еве го нашиот зид, уште има кал. Остатоци од кал, од зидо. Кај што го мачкаше татко ми тие кој го растурија. Остана калта. Бели жена. Тоа е како спомнено дедо. Уште тоа остана. Ова беше двор. Таму кај што е кјошето, право куќата наша беше. Ова беше улица. Имаше зид, Зборо ни беше овде. градина онатре, Куќичката беше на два спрата. со подрум. И тука онатре беше живот. Дрвена врата, направена голема порта, дојдеме тука, маџарец. Имаше 11 души фамилија. Прекрасно се живееше. Сиромашка, ама весел. Богати. Тоа беше многу одамна, на два спрата, доле соби. Епа се гледа до кај беше Доле куќата. високото. Зидо кај што е. Имаше слива туку убава, имаше бунар, имаше добро место широко. Бунарот стои? Тука ли е? Еве го бунарот. Овој бунар се помпата. Тука полна е вода, Пат три ја видов небес, девојката, е така кажа. Жена мене ќе тука запозна. Епа, така е истина да кажа, не сега. Тука ја Од видов овој джаба. бунар ја видов мојата невеста Марија, кој сме заедно денеска до денешен ден. Што се бенди сад, кој виде прв пат? А да види човек во неја најдов. Убава, млада, и да ти кажам, уште убава. Тоа да не го кажеш, што го скриеш. Така. Големе Господ ни даде голема среќа. Ево тука се подза мојата невеста днес. Тука беше така. Зимата таа година многу беше студена. Кога го сработиме тутунот, татко ми отиде на женски пазар дури во Скопје. Кога се врати од пазар, еден куп различни по број гајтени, чизмички, пунставчина, капуциња, чорапчиња од буници сплетени, блузења, џеперчиња, сите ни беа по мерка погодени, иако одоко беше ги имаше купено. На радоста и немаше крај, раскажуваше Марија Динкова. Времето поминуваше полека, а и мене ме навјасаа момиските маки. Во тоа време не помислував на мазачка, арно ама сродниците се заредија. Како што велат старите, од пишаното не се бега. Еден ден кај нас на гости дојде бајче Колјо со стрина ми Велика. Останаа на вечера. Се размоебетија. Одоколу ме потпрашуваа и мене дали имам некое вурес или вукраси замеркано некое ергенче. Марие, јас тебе ќе ми те носам во Штип, тамо да ни бидиш поблизу. Има тамо едно многу кротко дете од Динковите, умно е, од нашите, од Позарско е, ми велеше. Татко ми Трајко, кога дочу, што ми лафи стрина ми, малку поналутено и довикна. Невесто, ич не ми се лафи, Марија ич не е стасана за во туѓа куќа. А и мајка ми малку налутено и довикна. Невесто, остај го тој лав, Марија моја уште со руба не е стокмена, камоли за мазачка да размислувам. Ами, Трајкојце, што ќе ти е руба? Млади се ќе се спечалат. Динковите се многу арни човеци, сауде пеат и свират. Трите сина му се женети,
во кратки црти ја испопали стринами фамилијата на Динкови на мајка ми. Ами, колко деца има Трајко Динков? Од околу го праша чичко ми Колјо, татко ми. 6, 3 женети, уште тројца акман за женење, му одговори чичко ми. Ами, не беше тој Трајко што праеше книги за да се врати назад во Пожарско? Повторно го попраша. Да, тој е, Трајко е, кого не го сакаат грчини, иако нашиве сите документи му ги дадоа со офентал. Како државен чиновник, чичко ми го столкме одговорот на прашањето што му го постави татко ми. Срцето ќе ми припукнеше од радост, иако Стојана Динков ниту го познавав, ниту на сон го имав сонувано. Другиот ден чичко ми и стрина ми си заминаа за Штип. Се до 1961 господово лето, за моето армасување, што на татко ми и мајке ми му го оставија чичко ми Колјо и стрина ми Неда, не се зборуваше, раскажуваше Марија Динкова. Благослови, Владико. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. За мир од небото и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. За мир во светот, за благостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. А овој Вујко, шкрвне си коските на татко му, ужасно него и то остана овде. Овој свет храм и за сите што векуваат по небото вера на Божјо. Да се помолиме на Господа. Заблаженејшиот архиепископ наш Охридски и Македонски. Бре, Војко Петре, бре. Војвода. Прав војвода е. Хвала ти, Господи, што да видам. Тука како чуди топче. Бре, Војко, бре. Ушта судбина. У друга земја да умреш. Нашто да оставиш? Пусти грци клети, кај да не видат. Војко. Секоја земја, за нашата земја и за сите што живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи, помилуј. За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови, за мирни. Овде почиваат моите родители. Да се помолиме. Мојата мајка Софија и татко ми Трајко, родени во Пожарско, Егејска Македонија. После страдањето, после бегањето од Егејска Македонија од 45-та, еве овде татко ми доживеа до 2000-та, мајка ми 99-та. И оставија коските тука. Токму до гробот на тетка ми Левтерија и баба ми Марија. На татко ми мајка, тука се погребани. Тука е тетка ми која 48 година, кога бевме во Војводина, кога почина. Тука е тетка ми погребана. Бога да прости. После и баба ми е 48, уште 20 години баба ми живееше по неа. Односно 68, 48-68. Тука се овие наши гробови. Таму имам уште еден гроб. Тоа е на девојчето кое беше некрстено. Во книгата имам напишано и за него.
што почина на 40 дена. Овие 3 гроба се наши овде. На Христа Бога да го предадеме. Зашто на Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонување на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Каменчињата му ги донесов од Пожарско. Мислех некој ќе му ги направи со бетончи крст да му направи, за жал некој не му направи. Овие се од горното село, од нашето село. Одека роден, дек се баба и дедо родени. Куќата негова. Од дента куќа донесени. Тама ќе се направат кршча тука, спомен. Дека се од Пожарско и камењата и они се тука дојдени. Проштавајте, мили мои. Што сгрешив, ме проштавајте. Пак ти пак помир да се помолиме на Господа. Боже, заштити ме, спаси, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и си од наш живот. На Христа Бога Овде лежи, почива деветата сестричка, која се роди во Битола и живееше само 40 дена. И пошто требаше тогаш, имаше татко ми подадено молба да ја крсти Тито. Тогаш кој имаше 9 деца, Тито ги крстеше. Но за жал, додека да стасаат тие, комисијата детето почина. Беше некрстено. И кога си почина, баба ми го завитка во нови пелени, го легна на нозете и со раката рече вака: ова дете ќе се вика Тодорка. И татко ми само го ископа гробот, го донесе овде го погреба, до тетка ми Левтерија. Овде почива тетка ми Левтерија, која почина 48 година после бегањето од Егејска Македонија во Битола. Тие не дојдаа во Војводина. Ние кога бевме во Војводина, а баба ми живееше уште 20 години по неа, 68 почина. А желбата и беше до последно во на Левтерија гробо да ме гледате. Левтерија и така дојде ред. И да си се приберат заедно. Покрај другите изгубени во Пожарско. Само мајка и ќерка овде остана. И синот. Тоа е.